Задоволство од успехот на акцијата за пошумување крај езерото Младост изрази на пресконференција градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Воедно упати јавна благодарност кон сите граѓани, организации, компании и институции кои масовно учествуваа во акцијата. Би сакал особена благодарност да упатам до граѓаните и до бизнес заедницата за првата масовна акција за пошумување на опожарените површини околу езерото Младост. Во оваа прва граѓанска акција засадивме вкупно 13.700 нови садници, и тоа високо квалитетни садници соодветни за природниот амбиент на езерото Младост. Сакам да најавам дека нема да застанеме тука. Како наш приоритет ќе организираме и нови акции за ревитализација на опожарените делови покрај езерото, покрај нашата најатрактивна туристичка дестинација, каде што во тек е еден од најголемите и најамбициозни проекти за Велес, проектот Смарт езеро Младост. Исто така, тој упати јавна благодарност до Трибанк Скопје, Житомаркет и Велес, Ротари клуб, Арама, ЗГ Акцијаш ветерани, представниците на другите граѓански организации, вработените во општинската администрација и институциите, исто така и до организацијата на Црвениот крст за помошта при спроведувањето на акцијата. 13.700 садници се засадени на површина од околу 10 хектари. 2.700 садници беа обезбедени од донатори, кои самите ги засадија садниците, а општина Велес обезбеди средства за набавка на 11.000 садници. На пресконференцијата, градоначалникот Коцевски се пофали дека општина Велес успешно ја помина првата надзорна проверка на стандардот за квалитет ИСО, што е гаранција за добар пат за услугите на општината кон граѓаните. Општина Велес е една од 10 општини што имаат добиено ИСО, стандард во јавната администрација. Исто така се разговараше за продажбата на парцели во индустриската зона Мамутчево, кои што се продадени со исклучок на една. Голем број од инвеститорите изразиле интерес што побрзо да ги завршат постапките. Сакал со задоволство да известам дека со исклучок на една сите парцели од индустриската зона Мамутчево се продадени. На некои од нив многу им се брза, но не им беа целосно до крај уредни документите. Очекувам на почетокот на годината да добијат одобрение за градба и да почне изградба на повеќе индустријски објекти, со што ќе се отворат стотици нови работни места во бизнисите што ќе се започнат во индустријската зона во близина на Мамутчево. Воедно градоначалникот соопшти дека периодов се работи на реализација на значајни градежни зафати во градот и населените места. Овие проекти се финансирани од Европската инвестициона банка и Министерството за транспорт и врски.